Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате осмиот дел од книгата Предавање од Лахор, книгата Исламот во споредба со другите религии во Индија, која е позната како предавање во Лахор, ја напишал ветениот Месија алейхи селам и во негово присуство предавањето го прочитал Маулана Абдул Карим Сахиб од Сиелкот пред големиот собор во Лахор на 3 септември 1904 година. Ова предавање содржи компаративно проучување на исламот, хиндуизмот и христијанството и покажува дека учењето на исламот е над другите учења на останатите религии. Во текот на таква осаменост и анонимност, Бог ми даде неколку претскажувања, кои ги забележав во книгата Брахен е Ахмадија, и тие во тоа време беа објавени. Тие претскажувања се следни. О, мој Ахмад, ти си мојата цел и ти си со мене. Твојата тајна е моја тајна. Ти мене си ми како моето единство и мојата единственост. Близу е времето кога луѓето ќе бидат подготвени да ти помогнат и ќе станеш познат меѓу луѓето. Светот не е свесен за положбата која ти ја имаш во моите очи. Бог ќе ти помогне на секое поле. Ти кај мене имаш чест. Јас те избрав за себе. Јас ќе направам многу луѓе да те следат и ти ќе бидеш нивниот имам. Јас ќе ги вдахнам срцата на луѓето да ти помогнат парично. Ќе добиеш финансиска помош од далечни места. Луѓето во голем број ќе доаѓаат кај тебе од далечни земји за да ти служат. Не смееш кон нив да бидеш нељубезен и не смееш да бидеш изморен од нивниот број и моли го Бога. Не оставај ме сам, ти си најдобар помагач. Бог ќе ти обезбеди другари, слични на Асхаби, Суфа, луѓето од клупа. А знаеш ли ти кои се тие? Тие ќе видиш дека солзите течат од нивните очи и тие ќе зборуваат. О Боже, ние го слушнавме гласот на оној кој луѓето ги повикува на вера. Јас ќе те направам халифа на земјата. Луѓето презриво ќе речат, како ти можеш да ја имаш таа положба? Кажи им, мојот Бог поседува чудни моки. Она што Он прави, никој не смее да го праша, зошто тоа го прави. Вие сте тие кои ќе бидат повикани на пресметка за она што го велите. Тие ќе велат, ова не е ништо друго, туку измислица. Кажи им, Бог е основаш на ова дело и препушти ги на нивната забава. Бог е тој кој го пратил својот пратеник со упатство и вистинска вера, која ќе превлада над сите други вери. Тие ќе сакаат да го изгаснат светлото кое Бог сака да го расшири низ светот, но Он ќе го доведе до совршенство, тоест, Он ќе го пренесе на сите срца кои се подготвени да го примаат, иако неверниците тоа не го сакаат. Бог ќе те спаси од нивните интриги, дури и ако луѓето тоа не можат. Ти си пред моите очи, јас те нареков Мутавакил, оној кој се ослонува на Бог. Он никогаш нема да те напушти, додека не направи разлика помеѓу чистотата и гнасотијата. 2 кози ќе бидат заклани и секој кој е на земјата мора да ја вкуси смртта. Тоа што сметаш дека е лошо, може би ќе биде добро за тебе, а тоа што мислиш дека е добро, може да биде лошо. Аллах знае што е подобро за вас, а вие не знаете. Треба да се знае дека овие објави содржат 4 големи претскажувања. Прво, дека пред 23 години кога водев осамен живот, пренесени ми се радосни вести и Бог ми кажа дека нема да останам сам и дека се наближува времето кога луѓето од далечни места ќе доаѓаат кај мене во голем број, што може би ќе се изморам од нив
и ќе бидам нелюбезен кон нив, и он ми кажа дека не смеам тоа да го правам. Второ, предскажување беше дека луѓето кои ќе дојдат кај мене, ќе ми пружат голема финансиска помош. Постојат многу луѓе кои можат да сведочат за овие предскажувања и за нивно исполнување. Јас во тоа време бев сосема сам и предскажувањата ги запишав во книгата Брахен е Ахмадија и живеев осамен живот во малото село Кадијана. Но не поминаа ниту 10 години, а луѓето почнаа да доаѓаат во групи, како што беше опишано во Божјата објава, и почнаа финансиски да ме помагаат. Сега веќе има 20.000 луѓе кои ми дадоа заклетва на верност. Третото предскажување, кое е содржано во горните две, беше дека луѓето ќе се обидат да го уништат ова движење и да го изгаснат ова светло, но нивните планови ќе бидат залудни. Нема лек за оној кој е наклонет на неверување, но факт е дека овие 3 предскажувања се исполниле како сјајно сонце. Да се предвиди успех и Божја помош и подкрепа на човек кој долго живее во анонимност и безпомошност и не покажува никакви знаци да стане водач на милиони луѓе и дека ќе му бидат понудени 1000 рупии, надвор е од моќта на разумот и далековидноста. Ако некој не верува во ова, нека раскаже за некаков друг пример од порано. Овие предскажувања стануваат се повеќе неспоредливи кога ќе се погледнат во состав на трето предскажување, дека луѓето ќе настојуваат и ќе прават се што можат да го сопрат нивното исполнување, но Бог ќе направи тие да станат вистинити. Секој кој заедно ги посматра овие предскажувања, ќе признае дека тоа не е човечка работа, бидејќи човек не може да предскаже ни колку време ќе живее. Четврто предскажување, содржано во горните објави, се однесува на убиството на двајца мои следбеници. Ова предскажување беше исполнето со убиството на шеик Абдур Рахман по наредба на Амир Абдур Рахман, управител на Кабул, и убиството на Сахибзада Абдул Латиф Кан Сахиб по наредба на Амир Хабибулах. Овие предскажувања се исполниле и илјадници други. Еднаш го известив Маулви Хаким Нурудин Сахиб дека ќе му се роди син со рани на телото. И се случи точно како што предскажав. Јас верувам дека Маулви Сахиб е присутен на овој собир и секој може да го праша да се заколне дали ова е вистина. Потоа, Абдур Рахим, синот на Сардар Мухамед Али Кан, главатар на Марил Котла, беше тешко болен и изгубија секаква надеж за неговиот живот, но мене Бог ме извести преку објава дека детето ќе оздравее преку моето посредување. Така, кога го молев Бога за него, од искрено сочувство и жалост, болеста го напушти и практично тој се врати од мртвите. Абдулах Кан, синот на истиот Господин, исто така беше погоден од тешка болест и беше близу смртта, кога примав радосна вест за неговото оздравување, и тој како резултат на моите дови се избори со болеста. Знаци од овој вид ги има толку многу и кога би ги навел сите, ова предавање не би завршило ниту за 10 дена. Неколку стотици илјади луѓе ги посведочиле овие знакови. Во својата книга Нузул ул Масих, која наскоро треба да биде објавена, набројав 150 знаци од овој вид. Некои од нив се појавија на небото, а некои на земјата. Некои се однесуваат на моите пријатели, а други на моите непријатели, и веќе се исполнија. Некои од нив се однесуваа на мене и на моите деца, а некои дури беа покажани преку моите противници, без вплеткување од моја страна. Например, Маулви Гулам Дастагир Сахиб од Касура во својата книга Фатх е Рахман ме предизвика на мубахила, надпревар во дови, и молеше прв да умре оној кој од нас двајца е лажов. Не поминаа неколку дена, кога Маулви Сахиб почина и така ја посведочи мојата вистинитост. Постојат и илјадници други кои Бог преку сон ги известил за мојата вистинитост. Овие знаци се толку јасни и изразити, што секој кој збирно ги гледа нема да има избор освен да верува. Сепак,
Некои мои противници велат дека ако во честниот Куран најдат доказ, ќе поверуваат. Како одговор на тоа, јас велам дека во честниот Куран постојат многу докази дека јас сум Месих и затоа веќе пишував. И затоа мислам дека е дрско да се поставуваат такви услови. Ако било неопходно да се представат специфични предскажувања од Божите книги, не би било можно да се докаже пратеништво на било кој од пратениците. रगी मोहब्बत फड़की रही है दिल्ली. Вистински критериум за просудување на тврдењето на пратениците е да видиме дали дошло време на потреба, дали се појавиле во време кое го предскажале пратениците, дали ги пратила Божја подкрепа и дали задоволувачки одговориле на приговорите кои против нив ги кренале нивните противници. Само оној кој ќе ги задоволи сите овие критериуми може да се смета вистинит во своето тврдење. Што се однесува за потребата на времето, ова доба практично умира за небесен реформатор, кој ќе го спаси исламот од внатрешни раздори и надворешни напади, повторно ќе ја втемели долго изгубената духовност, ќе ги спаси луѓето од гревот и престапите и срцата ќе им ги привлече кон побожноста и доблеста. Ова покажува дека јас дојдов во време на потреба и само тие со предрасуди тоа ќе го одрекнат. Друг услов, оној кој тврди да се појави во време кое пратениците го предскажале, исто така е исполнет со моето доаѓање. Пратениците предскажале дека ветениот Месија ќе се појави на крајот на 6-тиот милениум по Адем. 6-тиот милениум, ако сметаме според лунарниот календар, веќе поминал. Ако сметаме по соларниот календар, тој скоро е дојден до крај. Понатаму, така е и изреката на честниот пратеник, салаллаху алейхи веселем, дека ќе се појави реформатор, муџадид, на почетокот на секое столетие, со цел да ја оживее верата. Ние сме во 22-та година од 14-тиот век и нема никаков знак дека реформатор дошол. Третиот услов, кој е Божја помош, исто така се исполнил со моето доаѓање. Луѓе од државата станаа да ме уништат, не штедејќи ги напорите и правејќи се што е во нивна моќ тоа да го остварат, но останаа оневозможени во своите планови. Не постои ни една религија во оваа земја која не се гордеела со фактот дека нејзините следбеници се труделе да ме уништат, но Бог ме почестил и направил илјадници да ме следат. Ако ова не била Божја помош, што е тогаш? Секој знае дека луѓето од сите заедници станаа против мене и дека не успеаа во своите планови за мое уништување, дека јас од ден во ден растев и не создадов џемаат од преку 200.000 луѓе. Ако не бев помогнат од скриената Божја рака и ако мојата мисија беше базирана на човечкиот изум, сигурно ќе станев жртва на една од безбројните стрели насочени кон мене, ќе бев уништен и немаше да има ни трага од мојот гроб, бидејќи Бог лично станува непријател на оној кој нему му препишува лага и не бира средства за негово уништување. Но Бог мене ме спаси од сите планови на моите непријатели, точно онака како што ми вети пред 24 години. Несомнено, јасен знак на Божја помош е кога во време на пишувањето на книгата Брахен е Ахмадија, кога бев осамен и живеев во анонимност, Бог ми извести со јасни зборови дека ќе ми помогне, ќе ми подари голем број на следбеници и ќе ги оневозможи плановите на моите непријатели. Ако размислите со чисто срце, ќе сватите колку е ова јасен и извонреден знак. रगी मोहब्बत फड़की रही है दिल एक शोला बना हुआ है दिल एक शोला बना हुआ है
Денес го завршивме. осмиот дел од од книгата Предавање од Лахор. Еселаму алейкум.